Месец март е исполнет со многу активности поврзани со 8 март, денот на жената. Се разговара, се зборува на предавања, на разни средби за проблемите што ги имаат жените. Меѓутоа, не само 8 март или месецот март, треба во целата година да се зборува за поголема активност и вклученост на жените во општествените процеси, во општествениот живот. Посебно во раководните функции, бидејќи не многу од жените се охрабруваат па и да раководат. Иако, во последно време, е се поголем бројот на жените што се на високи функции во нашата држава. Но, што станува збор за синдикалното здружување и организирање на жените. Ова утро со мене и со вас, почитувани гледачи, е Дивна Змејковска, председателка на Синдикатот на жените при независниот синдикат. Дивна, добро утро. Добро утро. Се согласуваш со мене со најавата? Да, потполно се согласувам. Само ќе додадам дека Синдикалната организација на жени при Унијата на независни автономни синдикати функционира од 99-та година, значи уште тогаш, заради моето искуство во членување и работа во граѓанскиот сектор, бев малце повеќе поттикната да работам на женските прашања, па така да и тука се изборив да добијам некоја позиција, значи покрај председателка на Синдикалната организација на жени, јас сум и подпредседател на Унијата на независни автономни синдикати. Жените дали се активни во синдикалното организирање? Дали преку синдикалното организирање жените можат да ги решат своите права на работа, бидејќи рековте дека се оние, да речам, релативно женски гранки, па веќе и новинарството станува женска гранка? Да ги охрабриме за крај, дека треба да присуствуваат, да бидат проактивни. Најпрво јас малку ќе искритикувам. Значи јас се ставам во истата таа категорија. Значи ако не почнеш нешто, ако имаме закони, имаме закон за заштита од дискриминација, закон за еднакви можности, закон за заштита од вознемирување на работно место, па впрочем и уставот или статутите на ниво на работни организации. И сето тоа го имаме. Меѓутоа, ние немаме иницијативи. Значи, тешко се решаваат. А ако ти не побараш нешто што ти недостасува, никој нема да ти го даде така. Јас би повикала во овој случај на женската солидарност. Таа ни е на многу ниско ниво. А еден од основните и најголеми принципи на синдикалното движење е солидарноста. Ние како жени не знам зошто е тој отпор дека треба да поддржиме некоја жена. Зошто треба да признаеме дека некоја жена е квалитетна? Ние не треба да чекаме еден 8 март да ни се поклони еден карамфил. Значи, да, тоа е убаво, тоа е внимание, меѓутоа, ние имаме 365 дена на располагање. Ние треба да го... Дел од животот. Значи, ако сме популација 50 на 50%, значи ние треба да ги имаме истите права што ги имаат ова. Ние 51, да, ние треба да поголема иницијатива и поголема солидарност. Секако, јас се согласувам и поголема солидарност. И сосема за крај, значи, секоја жена треба да си посвети внимание на себе, на изгледот, заради себе, заради другите, пример на своите поколенија и пример на околината. Онаа жена која е средена, нашминкана, тоа е само одраз на внатрешното задоволство, убавина, храброст. Дали сум во право? Апсолутно. Се осеќаш посигурен, ти си таа што си во тој стил.